Почитувани гости, почитувани пријатели, почитувани автори, почитувани соограѓани, почитувани любители на пишаниот збор, почитувани кулакор. Велат дека поезијата се раѓа тогаш кога зборовите не се доволни за да ја опишат реалноста. Денес во оваа зала, во нашите кавадарци, се собравме толку поради тоа. Да го кажеме со стихови оно што срцето не може да го изговори со обичен говор. Пред да започнеме со промоцијата на книгата Сите за Фрусина, ве замолувам најпрво да ги ставите вашите мобилни телефони на нечујно. Сега ве замолувам да станете сите и да одадиме почит со едноминутно молчење за нашиот ангел Фрусина. Слава им. Улица, девојка и кутре, реви ако судбина, Фросина убавина, гула бел и светлина, се зборови посветени за Фросина кои ги напиша Огне Неделковски, а стиховите ги опе Александар Митевски. Ова вечер овие стихови ќе ги опе Талија Василова, а таму одгоре во рајот ти, Фросинче, слушни мелодијата која светлина означува. Повели Талија. Во гените, љубов буди секој црташ, таму во спомените, пушнати со многу надеж, еден меки луда постапка. Боже, каква судбина, Богата и љубовта, сестри се очајот, бисер белен младоста, насмевка во бескрајот, улица, девојка и кутре,
Сега ќе ви се обрати председателката на нашето поетско здружение Тиквешки цветови, која во улога на промотор за книгата Сите за Фросина. Повели Марија. Една година и повеќе спомени. Една книга полна со љубов. Еден народ кој не заборава. Пред нас е книгата Сите за Фросина. Ова не е само обична стихозбирка на песни. Ова е жив споменик, изграден од емоции, издигнат од перата на група автори и членовите на Сдруженијето Тиквешки цветови. Помина повеќе од една година, откако веста од Скопје ни го скрши срцето. Една година откако еден пешачки премин стана граница помеѓу овој свет и вечноста за нашата Фросина. Овој крик не чувствува и е упатен и кон сите оние што прерано на неправеден начин го изгубија своите животи. Но вечерва, преку овие страници, Фросина се враќа дома. Фросина не беше само име во нашите спомени, таа беше уметник во секој здив. Како млада дизајнерка, таа знаеше како да ги обои и спои боите на животот, како да создаде убавина таму каде што другите гледаа обично платно. Нејзините раце не само што цртаа креации, тие цртаа и со ништо. Затоа ова книга, Сите за Фросина, ја гледавме како нејзината последна и највредна колекција. Овој пат нејзините сограѓани и поетите од Тиквешките цветови станаа нејзини соработници. Тие ги позајмија своите зборови за да ги доцртат линиите што таа ги започна. Секој стих во оваа книга е како конец од најфина свила, вкаен во фустан од вечноста што Фросина сега го носи меѓу звездите. Таа веруваше во естетиката, во хармонијата и во добрината, и токму тоа го прави оваа книга. Создава хармонија од нашата болка и естетика од нашиот спомен. Таа не само што дизајнираше облека, таа дизајнираше љубов околу себе. Се враќа низ стиховите кои зборовите за низината младост, за низината креативност како дизајнерка, за низините нежности и за онаа светлина во очите која никој не може да ја изгасне. Авторите состапени во оваа книга не пишуваа само за трагедијата. Тие пишуваа за љубовта, затоа што само љубовта е посилна од заборавот. Секој стих во стихозбирката Сите за Фросина, секој е еден тиквешки цвет, положен пред низиниот лик. Некои песни се тивки, како молитва, други се гласни како крик за правда и за внимание на патиштата, но сите се обединети во една мисла: Фросина е тука, меѓу нас. Како промотор на ова дело, сакам да истакнам дека оваа книга има мисија. Таа не учи дека заедницата може да прегрне и преку спор. Тиквешките цветови покажа дека поезијата е лек, но и штит против заборавот. Додека ги прилистувате овие страници, ќе ја почувствувате Фросина во секоја метафора, во секоја рима, во секоја белина меѓу редовите. Таа повеќе не е само име од веста, таа е инспирација, таа е символ на сите прерано прекинати соништа кои ние живите имаме должност да ги досунуваме за неа. Пишаниот збор ја означува длабоката мисла, која преку своите емоции ја преобразува во уметност. Ја поканувам Жаклина Николова, член на Сдруженијето Тиквешки цветови, како автор на нејзината творба за Фросина "Јас сум ангел".
Јас сум ангел. Лебдам. Ох, колку е топло. Се извинувам. Ох, колку е топло, меко, нежно, тивко се околу мене. Само звездите трепкаат и златна звездина прашина се рони. Лебдам со моите нежни бели крилја и тивка симфонија се развива по сводот. Јас сум ангел. Погледнувам долу. Еј, енеа мама. Мамо, мамичке, погледни, тука сум. Се спуштам на низиното рамо. Мамо, не плачи, мамичке, јас сум ангел, твојата Фросинч. Твоите солзи паѓаат врз мојата розева перница, го гушкаш мојот најнов фустан како да сум скриена во него, а јас го слушам твоето срце, истото што 9 месеци ме нишаше под него. Сакам да ти ја избришам солзата, но моите прсти минуваат низ твоето лице како светлина низ вода. Мамо, тука горе има мир, светлина и песни што не престануваат. Но знаеш ли што ми фали, мамичке? Твојот глас кога ме будеше, твојата рака во мојата, твојот мирис на дом. Кога ќе ме повикаш во мислите, јас доаѓам. Кога ќе ја бакнеш мојата слика, јас го чувствувам тоа како најтопла преградка. Кога ќе се насмевнеш низ солзи, тука горе засветлува уште една звезда. Тоа сум јас, мамо, ти трепкам. Не сум далеко, само сум невидлива. И ќе те чувам. Со секој чекор, со секој здив, во секоја болка. Еден ден, кога повторно ќе се сретнеме, нема да има солзи, само светлина. И ќе ти речам, види, мамо, пак лебдам, а ти ме држиш. Мамо, јас сум ангел, твоја Фросина. Сестринската љубов никогаш не завршува. Незината љубов кон својата сестра, иако раната искршена, Росица храбро го продолжува она што Фросина го остави како безвременска уметност, а тоа е ревијата. Фондацијата Фросина Кулакова, чие постоење има огромно значење и влијание и кој дава подршка за уметниците, едукација и правна заштита. Повеќе за фондацијата Повеле Росица. Добро вечер на сите. Ви благодарам од срце што сте тука вечерва. Навистина е посебно чувство да се види колку луѓе се обединети околу името на Фросин. Оваа стихозбирка е доказ дека кога нешто ќе надопре како заедница, ние навистина знаеме да застанеме заедно, да создадеме, да се изразиме, да не оставиме трагедијата да го каже последниот збор. Секој од вас што напишал, што учествувал, што дошол вечерва, носи своја емоција, свој начин на разбирање, свој начин на почит. И тоа за нас е од голема вредност. Фросина е мојата единствена сестра. За мене, таа љубов, креативност, движачка сила и звезда воделка. И многу повеќе од тоа што обичните зборови можат да опишат. И може би токму затоа, секој обид, таа да се опише, за мене никогаш не е доволен. Но е исклучително важен. Важно е што се зборува. Важно е што се создава. Важно е што не се заборава.
Но уште поважно е што од оваа емоција произлегува нешто што продолжува понатаму и создава промени таму каде што се неопходни. Како директор на фондацијата Фросина Кулакова, можам да кажам дека оваа година веќе почнавме да ја претвораме оваа енергија во конкретни чекори. Кога отворивме вториот повик за стипендија за млади таленти во модата, што директно го поддржува духот и визијата на Фросина. Исто така сакам да истакнам дека стипендистите на фондацијата не се само финансиски поддржани, ние активно работиме со нив на нивниот професионален развој и промоција. Минатиот викенд со првата стипендистка на фондацијата Сара бевме на Штип Fashion Days и имавме можност да ја представиме Сара и да ја овозможиме директен контакт со професионалци од модната индустрија. Во тек се и разговори со Министерството за внатрешни работи за подпишување на меморандум за соработка и ова ќе ни овозможни пристап до релевантни податоци и поддршка за иницијативи кои имаат високо влијание. Една од нив е и проект од кој ќе произлезе краток документарен филм за подигање на свеста за безбедноста во сообраќајот, особено кај младите, кои преку реални сведоштва ќе може да ја разберат тежината на невниманието и последиците што ги остава врз семејствата кои изгубиле член како резултат на несовесна возење. Паралелно работиме и на реализација на следната модна колекција на Фросина, која како семејство сакаме да ја оживееме и да ја донираме на фондацијата со цел нејзината креативност да продолжи да создава вредност и поддршка. И ова се само првите чекори. Фондацијата постои за да создава поддршка, можности и промена. И затоа, секој од вас што вечерва ја поддржува оваа иницијатива, преку стих, присуство или со купување на книгата, станува дел од наследството што ни го остави Фросина. И дел од промените што произлегуваат од него. Ви благодарам. Во стихозбирката Сите за Фросина се соединети авторите чија емоција е распостелена на белите листови, искажувајќи ја својата порака за ангелот Фросина. Во тој избир е и мојата, прегратката на невиниот ангел. Тивко чекораа таа кобна вечер, двете души невини кои поврзани беа, една до друга како секоја претходна вечер, другарки две кои неразделни беа. Тие заеднички ја пречекорија пешачката зебра, откако семафорот им даде зелено светло, после неколку течекори на двете другарки, мрак се подаде неочекувано во ангелот удри. Пусто да ти биде темнино која крв немаш во себе. Пусто да биде темнино која срце немаш во себе. Пусто да ти остане твојата пркост и злоба. Пусто да ти ја кинат замтаните душата, затоа што ги насили џаволите да живеат со тебе. Прегратките на невиниот ангел ќе останат вечни, убавината на ангелот ќе се бори против искушенијата грешни. Демоните твои ќе те распарчат, кога името ќе блесне врз тебе темнино сурова. Умотност и љубов, кревка и милна насмевка, преградка и чувар на безгласното. Живот сгасна, болка остави, солзи која море се оддадува. Грудки тешки, младост детска која на Бога сега му е блиска. Во сон мајка ќе те гушти звездо сјајна. Во сон татко ќе те покрие гуд, че да не настинеш. Во сон дада и бато ќе ти ја кажат својата тајна. Во сон другарчето Аја пак ќе се радува на тебе. Ангело, немој да ти е страв, не постои страв кога во Божја рака сме. Секако ќе се сретнеме, рајот е нашата возвишеност, нашиот вечен небесен дом. Уметноста твоја, ангело, која започна, добрината која твоја се уште живее, љубовта твоја, надежта твоја ќе живеат.
Нема стоп ангел за твоето Господово дело. Заеднички, како што и секогаш беше храбра и борбена, патока за инспирација која ја преточи врз твоите следбеници, врз сечи и черки, мајчини и таткови. Ти си знак за да се продолжи, затоа што мора да продолжи мисијата Божја против злото. Твоите прегртки се со нас, знаеме и веруваме, нашите прегртки се со тебе и Бога. Знаеш дека сме заедно и таму горе и овде на земјата. Твојата блискост нема да биде спомен, нема да биде заборав, ќе биде сонце, ќе биде надеж, ќе биде прегратка која еден ден, како ништо да не било, и ќе си кажеме, пак сме заедно. Благодарам. Мечиното срце, кое секоја секунда чука за својот ангел, без да погледнеш, без да проговориш, ќе разбереш, повели госпожи Камила. Почитувани присутни, драги пријатели, автори, луѓе со големо срце. Денес стојам пред вас со срце полно со болка, но и полно со благодарност. Болката затоа што мојата Фросинче физички не е меѓу нас. Благодарноста затоа што гледам незината светлина тука, во оваа сала, во вашите очи. Во секој збор напишан за неа, во секое срце што вечерва чука со љубов. Постојат луѓе што заминуваат тивко, но постојат и души што и кога ќе заминат, остануваат гласни во љубовта што ја оставиле зад себе. Така беше и мојата Фросина. Млада, убава, талентирана, со соништа полни со боја, со срце полно со нежност. Знаеше да сака силно, да се радува искрено и да им дава светлина на луѓето околу себе. Оваа книга не е само книга. Ова книга е прегратка од многу луѓе. Ова е сведоштво дека љубовта не умира. Ова е доказ дека едно име може да стане символ на добрина, човечност и вечна трага. Од дното на душата сакам да им се заблагодарам на поетското здружение Тиквешки цветови, на сите автори, на секој човек
што одвои дел од своето срце за да напише збор за Фросина. Вие не напишавте само песни и мисли. Вие направивте нешто многу поголемо. Помогнавте една мајка да почувствува дека незиното дете не е заборавено. За родител што изгубил дете, најголемиот страв е тишината. Стравот дека времето ќе помини, а светот ќе продолжи понатаму. Но денес вие ми покажувате дека вистинската љубов не дозволува заборав. Денес ми покажавте дека Фросина продолжува да живее во зборот, во споменот, во солзите, во насмевките, во добрината што ја буди кај луѓето. Фросина за мене не е само спомен. Таа е мојата ќерка, мојата гордост, мојата вечна љубов. И додека има луѓе како вас, додека има срца што чувствуваат, таа ќе живее. Ви благодарам што ја сакавте. Ви благодарам што ја почувствувавте. Ви благодарам што денес ја носите со мене. Нека оваа вечер нека не биде само вечер на тага, нека биде вечер на светлина. Бидејќи Фросина беше токму тоа. Светлина. Од срце ви благодарам. А сега незиниот татко нешто да ви се заблагодари сега. Фала ви за присуството во време на технологии, што сме преплавени со зборови, многу често, како еден многу голем парадокс, тежината на зборот е изгубена. А овде, како што гледам, се луѓе кои што ја чувствуваат тежината на зборот и ја знаат тежината на зборот. И со тежината на зборот битисуваат. Собрани сме за една книга, за една душа, за Фросина. Вистината дека не е само книга и не е само спомен, но доказ дека постојат души кои не заминуваат, трага оставаат. Само ја минуваат формата, живеат во луѓето, во зборовите, во тишината што постојано не допира. Фросина беше нежна, тивка, светла, душа чиста, вода бистра. За таа тишина имаше сила, многу сила, што вечерва сите ја чувствуваме. Не е мала работа
Не е случајност да се соберат десетици илјади луѓе за едно име. Знак е тоа. Дека една душа оставила вистинска траја. Оваа книга е создадена од таа траја. Од луѓе што ја почувствува, од срца што не останаа равнодушни, од болка, што стана збор. И затоа сите за Фросино не значи само многу автори. Значи многу сведоци. Сведоци дека љубовта не завршува, сведоци дека добрината има продолжение, надеши. Сакам искрено со голема почит да се заблагодарам на Горан Василев за тоа што ја покрена оваа искра. На Ива Танев за сето вложено срце и за мелодијата што ја носи истата таа душа. На Тоторк, на Данче, Моника, Никола, на сите автори. Не се знаем. Фросина не запозна. Фросина не сближи, Фросина не сплоти. Тоа не може да го направи секој. Само чисти души тоа го можат. Посебна благодарност до Вера Самарјанин и до семејството Килибарда, што оваа книга не остана само чувство. Туку стана нешто што можеме да го држиме во раце. Благодарност до Дом на култура Иван Вазов Климе, што ни го отвори овој простор. За оваа тишина да може да се чуе. За нас, како семејство, секој ден е тежок. И оваа вечер е тешка, но оваа вечер е исправна. Затоа што од таа болка решивме да создадеме нешто што ќе помага. Нешто што ќе продолжи. Затоа постои фондацијата Фросина Кулакова. Секој што ќе земе оваа книга не зема само книга, туку учествува во нешто поголемо, подобро, во продолжување на едно срце, што уште чука. Во една добрина, што ќе роди нови добрини. Во една милост, што нови милости ќе створи и само така. Само така Бог може да благослови неа, нас, сите вас. Фала ви што сте тука. Би сакал да запомните, Фросина не е спомен. Фросина е присуство, бавина, милина, радост, светлина. Фала. Рецензијата на книгата Сите за Фросина ја напиша почитуваната Вера М. Самарјанин. Повеќе за нејзините уметнички води ја оставам нашата председателка Марија да каже нешто повеќе за тоа, а воедно и ќе се прочита емотивната рецензија напишана на Вера М. Самарјанин од нашиот најмлад член во Сдруженијето Васил Ангелов. Сега повели Марија. Како настана оваа книга? Горан Василов си дојде од Скопје и ни раскажуваше како поминал тамо при прославата на фондација Кулакови. И така дојде една идеја да направиме ние една книга, ние, нашите членови од Тикашките цветови. Сите дружно работевме. Сите идеи ги собравме. Наслов, изглед, кој, како. Ги собиравме сите песни од интернет, кои беа напишани за Фросина. И ние сите Тиквишките цветови ставивме по една песна или расказ за нашиот ангел. Ги собравме сите песни, ги собравме сите слики и јас ја контактирав Вера М. Самарјанин. И кажав,
да направи една книга која до сега не била. Една книга која кога ќе ја земеш во раце, те почувствуваш душата на Фросина. И навистина, кога ја зедов денес книгата за Фросина, сите за Фросина, почувствував девојчето. Иако не ја познав, ја допрев и таа ме допре. Најголема заслуга има Горан Василов. Благодарам од се срце. А сега малку да кажам за издавачката куќа Поетски ноти, која ја има Вера Масамарјани. Таа е многу хумана. Има издадено преку 150 книги и сите ги донира. Во Велес сите училишта, деветолетките ги променија своите прозорци од незините книги. Не само во Велес, него и во други градови. Она не продава книги, она не зима пари, она твори и незините книги ги донира за хумани ствари. Такво срце како неа нема. И ние тиквишките цветови соработуваме со неа. Ви благодарам за вниманието. Добра вечер до сите, јас сум Васил Ангелов. Најпрво сакам да изразам голема поддршка и сочувство до фамилијата на трагично загинатата Фросина Кулакова и да испратам надеж за подобро утре. Еве ја е рецензијата на книгата Сите за Фросина. Збирката посветена на Фросина не е само книжевен запис. Таа е колективна болка преточена во збор. Овие творби не се само обиди за поетска форма, туку потреба на срцето да зборува кога тишината станува претешка. Ни стиховите се преплетуваат тага, гнев, неверување, но и љубов што не згаснува. Авторите, различни по возраст и стил, се обединуваат околу една светлина. Ликот на младата девојка, чиј живот беше прерано прекинат. Токму таа разновидност и дава збирка и автентичност. Некои песни се едноставни и директни, други метафорични и символични, но сите носат искрена емоција. Особено впечатлива е постојаната символика на светлина, ангел, звезда, бела линија. Пешачкиот премин станува повеќе од место. Тој станува символ на кревкоста на животот и на одговорноста што ја носиме сите. Оваа збирка има и книжевна и општествена вредност. Таа не дозволува споменот да избледи, но истовремено поставува прашања. За брзината, за невниманието, за цената на една секунда. Таа повикува на свесност. Најголемата сила на овие творби е нивната искреност, издадена од авторите. Нема патетика што глуми емоција, има само вистинска болка и сочувство. А таму каде што болката е вистинска, зборот станува тежок и значаен. Фросина во оваа збирка не е само спомен, таа интерпретација, опомена и светлина што продолжува да живее преку дугите зборови. Овие страници сведочат дека љубовта не престанува со заминувањето. Таа само ја менува физичката форма. Сочувство. Со длабока почит и искрена тага, упатувам длабоко сочувство до семејството на Фросина. Нема зборови што може да ја намалат болката од ваква загуба. Но нека ви биде барем мала утеха со знанието дека неизината светлина продолжува да живее и во овие страници. Во спомените, во љубовта што ја разбуди и во тагата што ја остави зад себе. Фросина не е само име во оваа збирка, таа е присуство,
таа е инспирација. Таа е светлина што допре до многу срца. И исто така и ги инспирира. Нека споменот на неа ви биде сила, а љубовта што ја споделија овде поетите, вечна врска што ништо не може да ја пречине. Со почит и искрено сочувство, автор на ова рецензија, Вера М. Самарјанин. Болка. Почнав да пишувам, иако наместо со моливот, солзите пишуваа. Бесот стискаше заби, а кревкоста полека попушташ. Прерано замина. Не ја познава Фросина ниту нејзиното семејство. Ја запознав нивната болка. Тие изгубија черка златна. И јас изгубив черка која кога ќе ја гуштам и велам, можеше да бидеш и ти, Фросина. Затоа, иако не ја загубив, доживеав, иако не ми го зема, не ми го убија чедото, ми ја земаа Фросина. Иако по 100 пати звоневме кај децата свој кога слушнавме за Фросина која ја покосија. Ја убија, ја покосија и низината Аја која исто така носи душа. Не ја убија Фросина, не ја убија нашата черка. Гледајте во своите деца. Фросина ја нема. Јас гледав со крв во очите, гледав во мојата черка која беше со мене. Гледав на секаде. Гледав надеж, сила, дека Фросина свети, дека ме гледа, дека во очите на мојата черка, во вашата, во сечија. Родител е тешко да бидеш ако ти замине чедото, а уште потешко е ако ти го земат. Затоа грудки и голтаме, па нека не потрупаат. Че викам, че плачам ако треба до безкрај и че извикувам, че се борам и сон да немам, и очите да ми испаднат, јасно е, че го оживееме секој чедо, че го браниме секој чедо, че спречиме секој чедо прерано да ни го земат. Може би не сум на функција некоја висока, може би не сум материјално мочен, може би не се пронаоѓам во поседните, на моето срце како и сече, исто плаче, исто тагува, исто се бори, исто изгуби, исто искрвари. Може би нечујно че и чезнеме, но секогаш заедничката преградка е знак на продолжение на гласност. Загубата за Фросина, загубата за Кочани, загубата за Вања, за Љупчо Лешко, за малата Јана, за Мики Донев, за Теодора Ристовска, за децата наши. Сега ја повикувам Тодорка Андова да ја прочита својата песна. Повеќе, Тодорки. Тој ден, осам на тој ден, со утринска убавина и насмевка Божа. Со зракот сонче се поздрави и реши да другаруваш и уживаш во убавините на животот што го нуди ден. И се беше убаво, додека демонот што лута во ноќта, не посака да ја земе таа убавина од радост и младост. Те одзеде од сите нас и те однесе дале во небесните височини. И сега не недостацуваш мила, а тоа многу, многу боли. Мислата по тебе ја разорува душа. Се обидуваме да го најдеме скриениот клjuč на човековата душа, за да може да се преживее тагата и болката по тебе. И лепти прашањето без одговор. Зошто? Ама зошто? Вела судбина била. Сега чекориме по патеката на твојата убавина, што ти ја посеа за одмор на нашите уморни од болка души до твоето вечно почивалиште. Сега си ангелце,
во рајската градина, а тука вечно ќе те има и ќе живееш во нашето распарчено срце. Ти си нашата убавина што не умира, туку само преминуваш во друга дневна во вечноста. Сега, секоја вечер, погледот е упатен кон небесните височини и звезденото небо, барајќи ја нашата светла звезда, ангел со име Фросина, која со насмевка ја прегрнува месечината и звездите околу неа, а не поздравува оддалеку и не пушта сите нас. Како што кажав пред малку, уште еднаш ќе кажам како ја добивме идејата за книгата. Книгата Сите за Фросина е уметнички крик на авторите од Сдруженијето на Тиквешки цветови, кои јавно упатуваме благодарност до семејството на Фросина, до Фондацијата Фросина Кулакова, до Домот на културата Иван Мазов Климе, до Библиотеката Фетки, до медиумите, до волонтерите на Црвен крст, до Верама Самарјанин и издавачката куќа Поетски ноти. Им благодариме на сите автори кои ја отворија својата душа, до Талија и Никола Василови, до Горан Василов, кој има најголема заслуга, кој беше иницијатор и реализатор за оваа вечер да биде не само светлина, него да биде вечна порака. Никогаш да не се повтори. До сите кои во своите домови допринесоа, до сите кои во својот домен допринесоа за да живее ангелот Фросина, преку книгата напишана за неа. Благодарност до сите кои присуствуваа ова вечер на промоцијата, со што се покажа солидарност, хуманост и човечност. Во чест на Фросина, оваа книга можете да ја имате за себе, со што стиховите внатре ќе бидат една светлина која никогаш нема да престане да свети. Со символична цена од 500 денари можете да ја купите книгата, со што собраните средства хумано ќе се пренасочат во Фондацијата Фросина Кулакови. По завршувањето на промоцијата можете да дојдете на бината и мајката на Фросина. Госпоѓа Камелија ќе ви се потпише во книгата во знак на благодарност за незинот ангел Фросина. А воедно ве покануваме на закуска која што ја овозможи фамилијата Кулакови, приготвена од вредните раци на вешата жена Кавадарци. Биди и ти, Фросина, застани на пешачки, е наслов кој го напишав кога ја создадов јавната група на Facebook на 31 јануари 2025 година. Во групата живеат сите болки и неправди, надежи и спомени. Ја создадов за Фросина исто како за своје дете, затоа и го носи насловот Биди и ти, Фросина, застани на пешачки. Но групата веќе прерасна во солидарност, разбирање, каде превладуваат за жал загубите на родителите за нивните детски ангели кои прерано одлетаа. Но групата значи инспирација, едукација и уметност. Насловот кој го создадов ја инспирираше нашата млада писателка од Македонија Пехчево, која живее во Франкфурт, Германија. А тоа е Ива Танев, чии што стихови ги има и во книгата Сите за Фросина. Незината инспирација се претвори во пишан збор со многу емоции. Незиниот текст се претвори во една волшебна мелодија која ја кине сечија душа. За ангелот Фросина, за незиното кутре Аја, за пешачкиот
се создаде оваа песна. Аранжманот на музиката е на Никола Василов, а песната ќе ви отпее Талија Василова. Биди и ти, Фросина, застани на пешачки. Повели Талија. Вечерта снегуваше бавно по крововите стари. Градот трепкаше уморно во неонски искри мали. Таче кореше пивко со насмевка кротка чиста. Со кучето до себе верноста што срце листа. На белите линии застара како што треба. Со поглед кон светлата, со доверба кон неба. Една рака држеше живот толку мал, другата со ништа кои што толку тргнале во кало. Брзината не слуша ни молитва, ни плач. Кога времето го гази, нечието ги сачувај. Биди ти, Фросина, застани на пешачки, како дивна помена во очите возачки. Да стане доцна секој чекора знак. Еден миг ја пресече нокта надве, како стакло што пада, без бој, без мен. Огонникот пада, лајот се скрши во мрак. Звездите се светлеа, а светот остана голев и прав. На асфалтот остана тишина што боли. Едно име што ветерот из улиците го моли. Но ти светеше, но без шегор пред врата. Само мајчино срце што се распаѓа во тага сваѓа. Како ништо да не скасна, како ништо да не сгасна во тој краток темен плен. Биди ти, Фросина, застани на пешачки, во секој што ке мрза низ булевари мрачни. Биди совесно буди кога раката ке трепне, кога ногата на газ ке сака да не стопре. Биди молитва, со браќаен знак. Застани, животот е
Посред црквен мрак. Ако барем едно срце ја научи лекцијата, ако барем еден Бог ја види раскрсницата, тогаш твоето име нема да биде само болка, ја биде спасена маслата, вечина пјерка, вечино сонце, волја и школка. Биди ти, Фросина, застани на пешачки, нека секоја бела линија не учи да сме поинакви. Застани за љубовта што чека да појде, застани за живота пред да замине. Како што вели еден од стиховите во оваа книга, некои птици не летаат ниско, тие само го менуваат небото, за да не гледаат подобро одгоре. Фросина е нашата птица, нашиот најдобар дизајн на небото. Оваа вечер беше посветена на Фросина Кулакова, на низиниот талент како дизајнерка, на низината младост и на трагата што ја остави на пешачкиот премин во Скопје, која вечерва ја представувавме во мост на спорови. Некои цветови стануваат стихови за да живеат вечно. Ви благодарам што бевте тука, ви благодарам што успеавме оваа вечер да ја направиме прекрасно за нашиот ангел, за нашата звезда. Благодарам. А Фросина ќе кажеш: диско топка е многу скршени парчиња стакло соединети да ја направат магичната топка на светлината. Не си скршен, диско топка си. Слава ти, ангело наш. Ќе следуваат уште две промоции на стихозбирката Сите за Фросина, од која една во Неготино, а другата во Скопје. Зашто навреме ќе најавиме. Сега ве покануваме кој сака да си купи книга и да ја вкусите храната. И благодарам. Нашиот член Љупче ќе ги продава книгите. Сите кои сакате да си купите книга, можете да дојдете и да си го земите овој прекрасен екземпляр.